Почитувани граѓани на општина Неготино, денешниот граѓански протест во Неготино, предводен од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, има за цел јасно и недвосмислено да го искаже огромното незадоволство од работата на власта, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, како на централно, така и на локално ниво. Пораката која граѓаните, односно целиот македонски народ, ја пренесува е следна. Веднаш да се прекине со распродажбата на националните интереси. Време е за национален консензус, при што ќе се постават црвени линии, да не се случи и со Бугарија манипулативен договор. Зошто се молчи? Се подготвува ли сличен преспански договор со искривување на историјата, јазикот и идентитетот? Ние сме македонци од Македонија и не можеме да бидеме ништо друго. Состојбата со пандемијата со коронавирусот е вон контрола. Од ден на ден бројот на заразените расте. Се повеќе се шири и во нашата општина, но ниту се вршат епидемиолошки анкети, ниту се издаваат решенија за изолација, ниту се идентификуваат контакти. Се е оставено на совеста на граѓаните, а надлежните постојано ги обвинуваат самите граѓани за новонастанатата ситуација. Со нула заболени, Општинскиот кризен штаб во Неготино правеше дезинфекција на влезовите, а денес, кога бројот е значајно зголемен и се повеќе расте, Општинскиот кризен штаб никаде го нема. Состојбата во образованието е алармантна. Дали некој во општина Неготино има точна бројка колку дечиња поради немање на компјутери не следат настава, иако основното и средното образование се задолжителни? Постои ли алтернатива за овие деца или едноставно ќе ја прескокнат оваа учебна година? Доста е со водење на економска политика која има за резултат сиромаштија и беда на нашите граѓани. Работници, земјоделци, лозари, вработени во угостителство, туризам, текстилни работници. Секојдневно се задолжуваме, а парите од задолжувањата неадекватно и недомачински се трошат. Доста ни од партискиот реваншизам, притисоци, мобинг и селективна правда, кои се присутни како на централно, така и на локално ниво. Доста за партиските вработување, каде единствен услов е да имаш партиска книшка на Социјалдемократскиот сојуз. Доста за тендер демократија, каде тендерите се делат по партиски клуч на заслужни членови на партијата на власт. Време е пиарот малку да се намали. Од добар пиар граѓаните не можат да живеат, туку само од конкретни проекти. Ако милиони евра влегле во општина Неготино, граѓаните имаат право да знаат каде се вложени, дали во водоснабдувањето, или во средувањето на паркинг местата, или можеби е некоја инвестиција со нови работни места, или можеби решавање на проблемот со аерозагадувањето и креирање на здрава, еколошки чиста, животна средина. Почитувани, македонскиот народ заслужува подобро утре. Граѓаните на Неготино заслужуваат подобра власт. Секој граѓанин заслужува подобра и побогата иднина. Секој граѓанин заслужува достоинствен живот. Ви благодарам.